18 април, меѓународен ден на културното наследство, на локалитетите археолошки, на сите, можам да кажам, музеи, бидејќи се сами по себе споменици на културата. Се наоѓаме во музеот на македонската борба и навистина со својата поставка постојана и со сите поставки сте вистински и споменик на културата и може навистина слободно да кажеме едно огромно и значајно за нашата држава културно наследство. Така, 18 април е меѓународен ден на културното наследство. Музеите сами по себе представуваат дел од тоа културно-историско наследство, со оглед на тоа што го поседуваат, што ги поседуваат музејските предмети, кои што се пак распоредени во музејски збирки, кои што имаат тематика историска, етнолошка, тука влегуваат личните, семејните фондови. Сите тие збирки имаат своји чувари, односно тоа се кустосите, кои што се одговорни за збирките, за соодветните збирки. Музеот на македонската борба за самостојност е специјализиран историски музеј кој што го опфаќа хронолошки периодот од османлискиот период, од ајдутското движење како прва форма на вооружен отпор во Македонија против османлиското владење, се до независноста од 1991 година, со тоа што музејските предмети се распоредени во низ музејската постојана поставка и во музејското депо, а исто така тие се и изложувани одредени периоди кога имаме привремени изложби. Сето тоа влегува во културно-историското наследство и имаат големо значење и вредност за македонската историја и македонското минато, со тоа што на меѓународниот ден на музеите, односно меѓународниот ден на културното наследство, целта е да се со овој ден, со одбележување на денот, всушност треба да се подигне свеста кај јавноста, кај населението за значењето на културно-историското наследство, да се зголеми едукацијата, да се зголеми промовирањето на културното наследство, како и специјализацијата на самите стручни лица пред се конзерваторите околу заштитата превентивна на културното наследство, а таа заштита е особено значајна за да се продолжи самата векот на предметите. Споменавте збирки, споменавте депо. Може ли да имаме некои, да ги истакнеме вака во јавноста, некои што се автентични и специфични и најстари споменици на културата? Во однос на музеот на македонската борба, тука имаме, значи, особено е значајно оружјето, имаме посебен дел за оружје, односно збирка на оружје, кое што е застапено од сите периоди, почнувајќи од најстарите примероци, од периодот на османлиското владење во Османлиска Македонија во тој период, некаде од 17-18 век, најстари примероци на оружје, па се до најновиот период од македонската историја, од периодот на Втората светска војна и повојниот период. Покрај оригинално оружје, во музеот, во музејските збирки имаме исто така оригинални други предмети, како што се воена опрема, потоа имаме униформи, имаме стари изданија на книги, весници, фотографии, печати, знамиња и сите тие музејски предмети распоредени во соодветните збирки хронолошки ја представуваат македонската историја од понов период, односно 18, 19 и почетокот на 20 век, кои што ја презентираат целокупната борба на македонскиот народ за државност. Така убаво кажавте, значи навистина музеот на македонската борба е промотор, презентер и представувач, меѓутоа и изложувач на историјата која што е несомнено тесно поврзана за она што го зборуваме како културно-историско наследство. Така, идејата, односно главната цел на музеите е да се прибираат музејските материјали, кои што откако ќе се обработат, стануваат музејски предмети и тие се распоредуваат во соодветните збирки. Значи, прибирање, чување, заштита, конзервирање на музејските предмети и на крајот е презентацијата, односно презентирањето, а тоа го правиме преку постојаната музејска поставка, во која што се постојано изложени предметите,
и исто така преку привремени изложби кои што ги организираме по поводи и одредени значајни датуми од македонската историја. До музејските предмети се доаѓа преку откуп или преку донација. Идејата е да се збогатат музејските фондови, а тоа се прави најчесто преку донирање на оригинални предмети, лични предмети од семејствата на истакнати ликови од македонската историја, така да можам да најавам дека во овој период имаме истражувачка работа околу ликот и делото на Владимир Полежиновски Полежина, кој што е истакнат македонски интелектуалец, правник, доктор по правни науки на Сорбона, кој што всушност е представен во музејската поставка. Тој е творецот на асномските документи, кои што всушност се темелот на македонската современа државност. Така да, во моментот ни е тоа истражување на ликот на Владимир Полежина, кое што во блиска иднина го најавувам дека ќе биде промовирано преку привремена изложба за неговиот лик и дело. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.